На граѓанскиот протест на 17 мај 2015 година пред близу 100.000 граѓанки и граѓани рековте дека нема да има реваншизам кога ќе дојдете на власт. Во напорите да го исполните тоа ветување налутивте многумина токму од вашата партија. Дали беше политички паметно да се држите толку цврсто до тоа ветување? Јас сум свесен дека дури губиме политички поени. Го констатиравте ви и тоа. Изморена е државата од поделби, од реваншизми, од лоши, непријатни ситуации, каде што се гледа дека брат против брат удрил, не знам, луѓе против луѓе. Ние сме мала земја, јас многу често користев фразата браќа сме, толку сме родни ни фаќаме. Мала ни е државата. И верувам ако успееме да се надминеме во сите тие наши поделености, треба да ги има, ворете да бидеме различни со се, но не треба тоа да роди гнев, не треба да роди реваншизам, освета или слично, затоа што ако се надминеме, верувам дека ќе бидеме многу од помош на државата. Тоа го направивме. 2,5 години, 2 години и 5 месеци, како имам честа да ја водам извршната власт и ова парламентарно мнозинство кое што обстојува, испративме пораки на помирување. Направивме чекори каде се треба се подадеме рака. Им кажавме на сите кои што се дури и од противничкиот табор, на бабрената јавна администрација од противникот во минатите 11 години. Дечки, фер шанса за сите, дајте работете. Значи, овде сме да служиме на државата, граѓаните не плаќат, од нив взимаме плати, дајте да работиме. Без разлика кој од која политичка проминенција или не припаѓа на ниту една политичка проминенција, треба да знаат дека главниот услов за останување на државна работа во јавната администрација ќе биде ефикасноста, професионалноста, ефективноста во работењето. Не смее државата да си дозволи и понатаму да биде слаба во обслужувањето на јавната администрација пред граѓаните, пред стопанството, пред сите, така да и во тој правец се движат и во иднина реформите. Апсолутно не гледаме политички на тоа, но дефинитивно, не сакајќи да има реваншизам, треба да знаат сите дека мора да се подсредиме дома. Но вие сте свесни дека тоа исто така ви носи негативни поени, затоа што во администрацијата, која е обемна, навистина е гломазна, често пати е неефикасна, често пати е многу скапа за да се одржува. Таму има партиски војници кои работат против македонските стратешки интереси, против вас, против коалицијата и така натаму. Има такви што не одат ни на работа, земаат плата, и тоа е утврдено. И сето тоа е на некој начин црпење на јавниот ресурс токму против вас и против интересите на државата. Што ќе преземете во врска со тоа? Еве вака, затекнавме некаде околу 165.000 јавна администрација. Кога бевме опозиција, верувавме дека е некаде над 180. Видовме 165.000. Во моментот е таа или под или околу 140.000. Значи намалена е јавната администрација. Во севкупни бројки, не знам колку луѓето го знаат тој податок, но тоа е важно. Голем дел од луѓето што се испразни, отидоа во пензија, напуштија јавна администрација, не се пополнети сите места. Односно таму каде што не треба, се пополнува таму каде што треба. Тоа е значајно, но треба да знаат луѓето дека ние сме свесни дека се дават плати на луѓе кои што ништо не работат. И тоа мора да се промени, тоа не смее така да остане. Ама избори иделе, нека идат избори. Манчевски ме прашуваше. Председателе, како продолжува? Да си тераш до крај агендата со реформите во јавната администрација. Тие треба да бидат правични, транспарентни, сите да знаат, го правиме заедно со коморите, со синдикатите, со сите, заради тоа што дефинитивно државата ќе подаде рамо овде, ќе понуди пари за преквалификација, за доквалификација и слично, за сите оние кои што ќе видат иднина во приватниот сектор. Свесен сум дека сите тие милиони и милиарди денари кои што одат на администрацијата и како председател на влада и ние како влада може да ги искористиме за многу поблагопријатни мерки кои што ќе донесат дури и гласови. Но не го правиме тоа заради тоа што сакаме да бидеме честно поставени. Треба да знаат сите дека реформите мора да се случат во сите области, па и во јавната администрација. Гледате дека разговараме за покачување на платите, ние немаме проблем, но секаде се врзани за реформите. Еве и за образованието, разговараме со СОНК.
Но Министерството и СОНГ мора да ја направат реформата и нивелацијата, така да наречена, или методолошката интеграција во образованието. Да се знае кој е носител на дејност, тоа е учителот, наставникот, професорот, кои се стручните служби, тоа се педагозите, психолозите, дефектолозите, социолозите внатре и што е администрацијата. И ќе видиме дека имаме 5 хигиеничари во исто школа, за разлика од соодветното има само еден, не е во ред. Или не знам, имаме 250 деца со 70 наставници и 250 деца во друго училище со 25 наставници. Значи, ред и поредок мора да се стави, на секаде го земам како образование. Ке дадеме плата, но мора да се средат работите внатре. Тоа го направи труд и социјална политика, во детските градинки, во центрите за социјални работи, гледате, покрај 5% 16% зголемивме. Немаме проблеми во тој дел, но мора да се средат. Тоа што е вишоци, треба да знае дека треба да се заблагодариме. Тоа што е недостаток, да, ќе се вработи, немаме проблем во тој дел, но реформата мора да направиме. Реваншизмот не го сакаме, свесни сме дека ваквата политика не изгуби поени, но државата доби. Државата доби и се надевам дека во иднина. И политичките партии, и сите други. За жал, до сега тоа не го чувствувам, барем не од нашите опоненти, но се надевам, искрено се надевам, дека кога треба да застанеме за државата, ќе застанеме заедно, кога треба да се конфронтираме, треба да се конфронтираме, тоа на крајот ќе донесе квалитет, но она што е обврска на сите, треба да застанеме сите позади неа. Следното прашање токму се надоврзува на тие теми за кои зборувавте и досега. Што се однесува до социјалната правда. Донесени се голем број мерки во сферата на социјалната правда. Ресорот социјална политика во вашата влада е прилично популарен, може да се каже, омилен е кај многумина. Меѓутоа, од една страна, токму ова активност, ова практика и политика доаѓа и доведува и до критики од типот ова е премногу, до кога ќе им попуштиме на слабите, ќе им попуштаме на слабите и на сиромашните, на оние што не се снашле во животот. Се обидувам да канализирам, да артикулирам гласови од надвор во ова интервју, па така ги истакнувам и нивните гледишта. Од друга страна, исто така, ве критикуваат дека им попуштате на богатите и моќните. Кој е вашиот одговор и на едните и на другите? Еве вака, ние сакаме ранливите, потешкоснеодливите, сиромашните, обесправените, државата да им се најде. Но, секако тоа мора да биде со добар план, осмислено, за да му дадете марифет и занает како да ја лови рибата, а не да му давате риба на човекот. Затоа мерките, кои што одат до 300% зголемување на социјална помош, веднаш во нив има вградено фокус на државата да им понуди работа, да ги доквалификува и преквалификува, да обучи сите приматели на социјална помош, за да кога ќе им нуди работа, првиот пат, ако ја одбијат, и вториот пат ако одбијат, ќе ја изгубат социјалната помош. Односно, имаме категории на граѓани, тоа се наши сограѓани, кои што дефинитивно имаат потреба од социјална заштита. Тоа се лица со посебни потреби, со телесен инвалидитет, со психолошки инвалидитет, имаме секаков вид на наши сограѓани, тука државата мора да води грижа. Еден дел од тие луѓе се работоспособни. Развивајќи ги сите тие мерки, им даваме можност на вистина да заработат плата. И тие не треба да примат социјална помош. Државата им помага во делот на придонесите, во делот на подршка на така наречените компании кои што работат со такви луѓе, кои што ангажираат такви луѓе и слично, и ги доразвиваме таквите методи. Но сите оние кои што се работоспособни мора да прифатат работа и да унапредуваат во таа работа, да растат, да создават се поквалитетен живот. Истовремено компаниите. Компаниите секаде кај што добиваат подршка, добиват 70-80 милиони евра, има годишно подршка на домашни, председно и на странски компании во државата. Сите се на крајот со критериуми. Ако дадете поголема плата од 300 евра, толку имате. Ако отворите повеќе работни места, толку подршка добивате. Ако е тоа извозно ориентирано, толку подршка. На крајот има рефлексија граѓанинот, работникот, нашиот народ, заради тоа што државата постои во сите современи земји, преку извршната власт, преку буџетот, навистина да ги испегла овие дисторзии кои што самиот капитализам со својата грозотија знае да ги направи. Целта ни е да имаме поголема средна класа, луѓе кои што се работоспособни, сами заработуваат со достоинство, а не само да примат социјална помош, но и компании кои што ќе одржат својата профитабилност и капацитетност за проширена репродукција,
добиваат помош од државата, но имаат среќни работници кои што имаат своја перспектива за поголеми плати, за унапредување во кариерата и така натаму. Тука го правиме овај убав баланс и верувам дека дава резултати и тоа многу видливи. Ќе видиме во врска со тоа, а секако екологијата е една апсолутно важна гранка, една апсолутно важна тема на глобално ниво, не само во Северна Македонија. Би сакала да прашам дали владата доволно работи во промовирањето на зелените вредности и на прогресивните зелени политики. Има ли таков капацитет владата да ги разбере и да ги спроведе зелените вредности? Јас жалам што почнавме последните години да работиме на ова работа како држава. Многу порано требало да се работи. Многу пари отидоа во глупости, според мене. Споменици, музеи, непотребни работи, во джебови на политичари и слично. Тоа беше актуелниот момент. Мал дел да отишло на тоа, веќе ќе бевме во поинако светло. Но почнавме, од лани почнавме. Што се случува? Огромни милиони се инвестираат во преадаптирање или вградување на нови системи од еколошки аспект и отстранување на нееколошките системи. Во болници, во детски градинки, во училишта, во јавни објекти, каде што се заменуваат самите системи за греење на самите установи од нафта, од дрва, од фосилни горива, во природен газ, во инвентори, во нешто што е еколошки. Дополнително во градинки, во училишта пред се набавивме прочистувачи на воздух. Директно интервенираме во делот на филтрите на јавните компании. Тука имаме подршки преку ФИТАР и преку подршка на индустријата. Директно гледате дека ние сме единствена власт која што го сопре Југохром. И губиме гласови веројатно. Таму луѓето земаат плата. Но екологијата и здравиот живот е многу важен. Додека не се постават филтрите, тие почнат да се работат, нема пуштање на Југохром. И држиме до таквите мерки. Продолживме понатаму. Инвенторите. Покрај редовната програма, која што наброев само неколку мерки. 618 милиони денари, кои што се повеќе од 10 милиони евра, директно за огромен број на граѓани во јасно таргетирани области во градот Скопје, Тетово, Кичево и Битола, со конечна цел да почнеме, барем во тие 4 града, да ги менуваме грејните системи од фосилни горива, од нееколошки системи, да вградиме еколошките системи од ваквите инвентори и почнуваме со таа програма, но да не заборавиме дека спроведовме постапка на повеќе од 65 хектари површина за 65 мегавати нови фотоволтаици. Тие се новите производствени капацитети на енергија. За 22-3 милиони евра е распишан тендерот за новите филтри на рек Битола. Ги чистиме сите згури кои што беа од Топилница, Велес, Југохром и слично делот на екологијата. Продолжуваме со развојни програми на субституции преку премиумите и за приватни инвестиции во фотоволтаици. Дополнително подрживме уште 200 мегавати ветерници. Ги форсираме и малите хидроцентрали таму каде што се еколошки и не ги заштитуваме, не ги загрозуваме националните паркови, заштитените подрачја во државата, строго во области каде што од еколошки. Целото тоа загарантирано и те како многу се прави во државата. Ефектите ќе ги видиме, може би дел од оваа година, дел од наредната година, дел од после година, 2-3, но инвестираме сериозни пари. Никогаш никој не инвестирал вака, еве, би го нарекол тоа на купче, повеќе во сето тоа што го правиме од екологијата, од буџетот на државата, од владата и од јавните предпријатија, како што Елем и другите предпријатија, годишно да се инвестираат повеќе од 30 до 40 милиони евра за екологија. Тоа се огромни пари и верувам дека ќе дадат резултати. Ако ги потикнеме и побогатите сами да си сменат системи на грејење, самите установи во самиот свој буџет имат пари за преадаптација кон еколошки системи на грејење. Зошто го зборувам тоа? Заради тоа што најголем дел од загаденоста на воздухот доаѓа од домакинствата и од грејните системи на јавните институции. После тоа доаѓа секако од јавниот превоз, од индустриските капацитети и од други причинители. Ги изанализиравме добро, правиме нешто што светот го прави, и тоа модерните развиени европски земји го прават, иако сме ние земја во развој, инвестираме многу заради тоа што нема повредна работа од здравието на луѓето. Некои би рекле дека во социјалната правда и во екологијата нема доволно пари никогаш, колку и да инвестирате. Што се однесува до инвертерите, би сакал да ви пренесам од една општинска средба
порака од Велес, од општина Велес, дека и тие би сакале да се најдат на таа листа, а се разбира што се однесува до зелените вредности, верувам дека владата ќе посвети внимание на разбирање на зелените вредности и нивната промоција, особено затоа што тие подразбираат пред се почитување на човековите права и човековото достоинство. Верувам дека тоа го имате предвид, но да преидеме на една друга голема, многу сериозна и тешка тема, а тоа е како планирате во услови на се уште длабоки поделби во општеството, по сите основи, не само по етнички и верски, туку и по политички, социјални и така натаму, да го спроведете концептот и стратегијата едно општество за сите, особено во дадените услови? Добро, тоа е еден од императивите и главните стратешки определби на државата. Зошто беше неопходно вака да се постави? Заради тоа што се појавија во изминатите 11 години, пред да се промени власта, сериозни национализми до ниво на радикализми. Тие продуцираа, ќе ги потсетам граѓаните, тепачки по автобусите, пукање помеѓу младите, бодење помеѓу младите од различни етнички заедници или религиски заедници или слично, насилства во средните училишта и слично. Тоа не е живот. Мултиетничка не била државата од секогаш. Затоа тргнавме со еден концепт, едно општество за сите, кој што дава резултати. Да напоменам, 2,5 години никој не го става на маса како проблем во Република Северна Македонија. Не е проблем. Затоа што конечно сме фокусирани на сите, на граѓанинот, на човекот. Тоа е центарот на светот. Каде што без разлика на неговата етничка, културна, религиска поставеност, па дури и социјална, како е поставен во општеството, важно е дека е еднаков граѓанин. Со сите еднакви права, но со сите еднакви и обврски под општеството. Во такви едни околности, предизвик ќе биде предстојната изборна кампања, изборен период, заради тоа што на голема врата конзервативните партии и десните партии сака да го вратат етноцентризмот, односно повторно да зборуваат за чиста Македонија, повторно да зборуваат за Македонија на македонците и слично, што не ни треба. Јас верувам дека ваквите политики ќе бидат уште еднаш поразени, и тоа многу сериозно поразени. Ги гледам дури уште во предвечерието на крајот на годината. Немаме, ни изборите ни се после 5,5 месеци. А идеи почнаа да се дигат национализми. Не ни треба тоа. Тоа ќе го победиме сите заедно, не заедно. Сите заедно. Имаме обврска да го победиме во државата. Затоа што државата гледаме и за време на Илинденско востание, и за времето на борбата против фашизмот, па дури и наназад во историјата, не била мултиетничка, здружена, сплотена, единствена. На крајот на денот, само да се потсетиме, секој едно семејство има исти проблеми. Сите сакаат да имат подобра перспектива за своите деца, подобро образование за своите деца, да бидат сите побогати колку што може, да им овозможат квалитетен живот на своите деца, но и сите имат еднаква потреба од правда, еднаква правда за сите. Сите имат еднаква потреба од социјалната димензија во државата, еднаква за сите, квалитетно здравство, еднакво за сите. Ако некој ги спротистави контрааргументи на сето ова што го зборам, јас можам да го разберам. Но не постојат контрааргументи. Го злоупотребуваат политичари заради своји политички поени да подгреват народ кога се уште сме на ниво на развој. Ние не сме богата држава, сме земја во развој. Многу лесно се става бензин на оганот во вакви околности, но дефинитивно некој може да добие некој на краток рок политички поени, ваквите политики ние должност да ги поразиме. Покрај стратегијата што ја развивме заедно со граѓанските организации, застанаа сериозни експерти, практична имплементација се случува секој ден во нашето општество, развиваме и нови алатки и модели, како тоа да го направиме во иднина. Сакаме да правиме манифестации каде што, не знам, од секаков аспекти, културни, спортски, образовни и слично, каде што дечињата, не знам, од Гевгилија, ќе поменат една недела, 2 недели во Гостивар, например, и тука ќе се надпреваруваат. Ќе имат заеднички концерти и фестивали. Ќе можат заедно да презентираат својата традиција и храна, тоа што го имат, што секојдневието нивно го прави. Да ги споделат работите, да ги почувствуваат заедно, да видат колку нашата разнолика култура е сериозно богатство, наша предност, наш капацитет,
кој што и како ние предност пред останатиот дел на светот, каде што сме позиционирани и нема да застанеме тука. Едно општество за сите, како што реков, е стратегија и императив на оваа влада, на моите политики, на политиките и на мојата политичка партија и коалицијата која што предводиме, и таа ќе расте како политика во духот на еднакви сите во едно општество, на еднакви граѓани, и верувам дека се повеќе и повеќе граѓаните ќе стојат за еден ваков концепт. Тогаш, дали би можеле да преидеме во една тема која се однесува на немалиот број компромиси кои вие ги направивте во изминатите 2,5 години и во владата, и во составувањето на владата, и во политиките, меѓутоа и во парламентот. Јасно е дека тие компромиси се во насока на постигнување на одредени интегративни напредоци, тоа се гигантски скокови во интегративните процеси на државата, меѓутоа исто така топат еден дел од поддршката кон вас. Дали трпите притисоци и понатаму да правите отстапки за мир во куќа? Во таа насока би сакал да ве прашам и за вашиот најголем коалиционен партнер, ДУИ. Тие на предходните парламентарни, предвремени парламентарни избори изгубија голем дел од својата моќ и од својот електорат. Вие им помогнавте да се вратат делумно, преку локалните избори и на други начини. Сега сме повторно пред предвремените парламентарни избори на кои се согласивте да ги организира државата. Кој има подобра понуда за албанците? Вие или ДУИ? Комплексно е прашањето, дозволете вака аналитички да одговорам. Прво треба да знаат граѓаните дека не постои никаков притисок за било какви компромиси на штета на правната држава. Никој не го разговара тоа. Тоа е тема која што не е присутна во нашето секојдневие и уште еднаш тука ја користам приликата да испратам апел до правосудството. Брзи и транспарентни одлуки народот очекува. Тие знаат како да одлучат, тие знаат што е по закон, што е аргументирано, каде постои докази или не. Но не е прифатливо после 2 години се враќат предметите од специјалното јавно обвинителство на самиот нивен почеток. Не е прифатливо бесконечно да се одложуваат рочишта. Тие имат одговорност, заради тоа што сите земаме плата од нашиот народ, не само политичарите, туку и обвинители и суди имат одговорност да носат одлуки брзи и транспарентно јасни за граѓаните, аргументирани одлуки, каде што под светлото на будното око на јавноста, преку вас медиумите, народот ќе може да ги даде своите коментари, дали е задоволен, дали не е задоволен. И тоа мора да се менува. Да не заборавите сите, еве и граѓаните, од 49 пратеници кои што ги добивме, нашиот опонент имаше 51, успеавме да составиме влада. При тоа, во еден процес, успеавме да го зголемиме парламентарното мнозинство, за да биде постабилна владата заради одлуката. На крајот обезбедивме 81 пратеник да ги гласат уставните промени заради двата големи договори, што ги постигнавме, ги отворија конечно интегративните процеси на нашата земја. Во едни такви околности, успеавме да останеме на правиот пат. Значи, имаме веќе пресуди, јас знам дека не се задоволни граѓаните, јас не сум задоволен. Тие пресуди мора да бидат конечни, мора да си влезат во затвор, да одговарат сите, за кои што недвојбено постојат доказите. Еден дел од нив дури во судници си ги признаваат работите. Ајде, што се чека? Да се пресечат одлуките, да се има одговорност. Одговорноста не е дека ќе се исполни суетата или, не знам, чувството на некој граѓанин, на Заев или на било кој. Не е да испрати пораката да не се повтори повеќе. Тоа е смислата на правосудниот систем и носењето на одлуките преку транспарентни, непристрасни и без влијание правосилни судски пресуди. Јас тоа го очекувам. И дефинитивно, јас со нашиот коалиционен партнер изградивме доверба низ сите овие големи процеси кои што се случува. Имаме слабости ние, има и партнерот слабости, имат и другите помали политички партии кои што се во коалицијата, но генерално за стратешките работи сме заеднички определени и не само тоа, веруваме во економските перспективи, заедно на нив работиме, веруваме во реформите, заедно на нив работиме. Во зависност од тоа колку сме посветени, толку и иднината ќе ни биде загарантирана заедничка, но
би сакал да видам од партнерите, од другите етнички заедници како политички партии профилирани. Како адресираат гласови и сака да добијат гласови и од другата етничка заедница, не само таа што ја застапуваат. Не зборувам само за ДУИ, за Алтернатива, за ДПА кои што се во владата. Зборувам и за ТДП, за ТКП, турските партии, зборувам за ромските партии, за српските партии, за влашките, за бошначките партии кои што не се внатре. Мило ќе ми биде како дури од Заев земале македонски гласови и гласат за нив. Мило ќе ми биде како што јас привлечувам бошначки, албански, турски, влашки, ромски, српски гласови. Тоа е убавината, тоа е еднината. Ние покажавме покрај парламентарните избори 2016 година, кога земавме преку 65% од гласовите на помалку бројните заедници. Земавме преку 30-40 албански гласови во државата за наша страна. Отидовме на локалните избори. Гласавме едни за други како луѓе, не етнички. Многу голема работа. 31 партија застанавме зад сегашниот председател Стево Пендаровски. Голема работа направи. Немојте да застанеме тука. Одговорност е на партиите да се менуваат. Тоа должност према државата. Ако се за мултиетничка земја, која што во духот на едно општество за сите е свесна дека е ветар во грб на сите, должност е да го работа тоа. Не ми беше мене лесно кога губев македонски гласови. Заради тоа што изградив ваков еден концепт и застанав за него. Ги гледав, ги броев секој ден како ги губам. Може на наредни избори дел од нив вратив, заради тоа што сватија луѓето дека тоа е еднината. Но ова е едината на нашата земја и од неја не смееме да се откажеме. На овие избори ќе победат тие што веруваат токму во тој дух. Сите други кои што ќе се обидат на мала врата, да го вратат национализмот, па дури и радикализмот, го чувствувам како се појавува. Од ВМРО ДПМН нема дилема, тоа е така, видливо е. Но немојте другите партии да се обидуваат во тој дух. Ќе изгубат сите на крајот како партии и ќе ни направат едно големо добро. Јас не се откажувам од тој концепт. Ако треба своите партнери во коалицијата, ќе ги победам со тој концепт, ќе ги победам. Јас, сите ние граѓаните кои што веруваме во тој концепт. Заради тоа што знаат сите на крајот на денот дека тоа е еднината. Кога прават тоа математиката, ги гледам колку се алчни да зграбат гласови. Но се лажат. Се лажат, тоа е краткорочно, тоа нема да им донесе ништо добро, ќе изгубат на крајот на денот. Ние остануваме на концептот едно општество за сите, нашата понуда ќе биде еднаква, за мене граѓанинот, за нас граѓанинот е центарот на светот, центарот на вниманието, ќе се понудиме пред секоја врата ќе тропнеме, за да го привлечеме граѓанинот, да остане, како што го нарекуваме, на рајт трак, на вистинскиот пат, затоа што друг пат за оваа наша мултиетничка земја нема. На некој начин ми одговоривте и на последното прашање, но би сакал да го формулирам во духот на она што го слушам од вашите поддржувачи, членови во партијата, гласачи, сопартијци и така натаму. Тие од вас очекуваат да ги поведете во решавачки политички изборен дуел со ВМРО ДПМН. Некои од нив пак се убедени дека овој пат СДСМ ќе го згази ВМРО ДПМН. Го прашувам Зоран Заев. Ќе го прегазите ли ВМРО ДПМН? Немаме намера никого да прегазиме. А што ќе победиме, ќе победиме, тоа го знам. Тука дилема нема. Зборував зошто ќе победиме. Заради тоа што секој граѓанин во ова наша земја знае кој е правиот пат. Секој граѓанин само малку да помисли. Што е алтернативата? Не само што треба да биде контра таа алтернатива што се нуди на она денеска што го имаме. Туку треба да се ужасни и да се постави пред одговорноста во државата. Ако не дај Боже, се случат промени. Зошто го кажувам тоа? За да докажам колку сум убеден дека ќе победиме. Веднаш имаме кавги со Грција и со Бугарија. Човекот не го употребува уставното име на државата. Од другата страна, зборам за Мицковски, за неговата партија, за сите тие поддржувачи. Веднаш имате кавга. Веднаш паѓа Преспански договор и имате нови што ќе ве блокираат секаде. Секаде. Тоа се нашите соседи кои што во моментот се први пријатели и поддржувачи. Со Бугарија ќе се случи исто. На крајот тоа што најмногу ме боли. Ќе се обидат повторно да ги вратат меѓуетничките тензии во државата. Тоа ме ужасно. И тоа не е задача и обврска само на Заев. Тоа обврска на сите во државата. Да стават прстот на челото и да помислат. Во кој правец? Не сме ние сјајни. Имаме своји слабости. Убавината е ги признаваме, се повлекуваме, ги коригираме, дискутираме. Слобода е. Никогаш така слобода не било. И во јавниот дискурс и дебата,
кој што постои во секој можен аспект. Тоа е огромна вредност. Демократија е. И одиме кон уште поголема демократија. Немојте да ги изгубиме тие вредности. Ние политичарите сме менливи и милливи. Државата не смееме да ја враќаме назад. Со нови кавги, со соседите и со целиот свет. Кавги дома не ни треба. Луѓето не понудија ништо. Тешко им е да кажат дека сакат мултиетничка земја. Тешко им е да се оградат од националистичките политики и криминални политики на Никола Груевски. Исти тие луѓе се. Денеска слушам нови криминали ќе се потврдуваат за сегашното раководство. Во опозиција криминали прави и незаконски работи. Срамота е тоа. Значи, во такви едни околности, јас знам дека ќе победиме. И знам дека народот наш ќе одлучи да продолжи по вистинскиот, по правиот пат, по патот кој што не носи да бидеме рамо до рамо со развиениот западен свет. Тоа е нашата граѓанска аспирација. Кој го нуди тој пат, треба да застанеме позади него, во таквиот пат. Со сите предности и слабости, зборам, учиме од себе, се коригираме, се поправиме, но и како има различни работи, лесно видливи, во споредба со тоа што беше нашата земја пред 2,5 години. Уште еднаш го кажувам, еве денеска, без разлика дали е припадник на власта или на опозицијата, е исправен пред правосудството секој. Нема никакво влијание, никаква заштита, правосудниот систем мора да работи независно. Социјалната заштита се гледа подеднакво за сите. Нема веќе во партиски штабови да се дели социјална помош. Не, транспарентна е за сите. Секој има пристап до социјалната помош. На крајот секој има пристап и до работно место. Тоа се големи придобивки. Дајте да продолжиме по тој дел, заради тоа што тоа и го должиме на нашата земја и на нашите деца, кои што доаѓаат после нас. Секој чекор врате назад, после треба децении да се исправи. Видовме што значи уназадувањето. Треба големи жртви, треба големи храбри одлуки да се донесат во овој период од 2,5 години. За големите работи, како кукавици се скрија. Ниту има храброст за договор со Бугарија, ниту има храброст за договорот со Грција, ги немаше никаде. А зборуваат за Европска унија и НАТО. Па не сме паднати од месечината. Без овие договори нема ни Е од Европска унија, ни Н од НАТО. Сите го знаеме тоа. Домашен план, 2,5 години. Една ограда од Груевски да направи, а една, ништо. Од тоа, продолжуваат со концептот на национализмот, кој што не носи резултат. Јас знам дека тоа популистички, може би, за нив е така привлечно, заради гласови или се, но не носи иднина на оваа држава. И од тој аспект сум убеден дека ќе ги победим. Јас сум присебен човек, не сум нахален, прегазувањето го има и во мои редови, викат шефе сега треба да ги прегазиме, сега готово ова треба да се заврши, не смееме да дозволиме повторно врв и корен да... Не, ќе ги победиме. Со новата победа ќе бидат принудени да се реформират, да се понудат стварно на сите етнички заедници, да изградат пријателство и тие со соседите, да имат јасни позиции ако се за Европската унија и НАТО. Тоа да го потврдат. Оти Никола Груевски беше за Европската унија и НАТО. Ама се повеќе оддалечуваше Република Македонија тогаш, сега Република Северна Македонија, од Европската унија и НАТО. Така да тоа не беше пред 100 години, тоа беше пред 2,5 години. Да не заборавиме што може да добиеме ако продолжиме по правиот пат и се што може да изгубиме ако тргнеме по патот кој што влече назад. Ви благодарам. Благодарам и на вас и поздрав до и читателите и до гледачите.